Состојбата во судството е катаклизмична и потребни се итни реформи. Премиерот не се откажува од идејата за распуштање на судскиот и советот на јавни обвинители. Ако треба, ќе го продолжел рокот за консултации и нови идеи кој првично беше до крајот на август. Мицкоски е дециден дека се отворени за дебати, предлози и идеи, само Македонија конечно да стане правна држава. Потребно да имаме реформи, бидејќи довербата е катастрофална, катаклизмична. И да, ние имаме програма и да, во нашата програма стои дека треба да биде распуштен судскиот совет ваков како што е, партизиран, но и советот за јавни обвинители, бидејќи гледате веќе таму што се случува, луѓе кои што се дел од таа институција полека но сигурно имаат признание за сторени кривични дела. Уште ќе продолжиме со консултации, рековме до крајот на август, ако е потребно и понатаму, мора да дојдеме до формула во која што граѓаните ќе веруваат дека правдата важи за сите. Последните случувања со судијата Пајазит Пајазити, кој му додели куќен притвор на командантот на УЧК Блерим Рамадани, па поради тоа тој се даде во бегство, и безусловното прифаќање на спогодбата за признавање вина на членот на Советот на јавни обвинители Иџет Мемети, се уште еден доказ дека правосудниот систем е на колена. Мицкоски за Пајазити вели дека и во минатото имал дискутабилни пресуди. Тој е омилен судија на СДСМ и ДУИ и тој си има покажано со своите одлуки во минатото. Пајазит е судија кој што во минатото има направено многу ваков тип на пресуди кои што се дискутабилни и јас себе оставам на судскиот совет да одлучи што понатаму со судската кариера на судијата Пајазит. Инаку вчера Мицкоски се сретна со претседателката на судски совет Весна Дамева и порача дека невладењето на правото и криминалот се безбедносен проблем. Дамева пак порача дека институцијата може да се реформира преку имплементација на препораките од извештајот на оценската мисија, а судската и извршната власт не треба да се гледаат како соперници, туку напротив, како соработници.